Спласнува ли еуфоријата за електричните возила уште пред тие помасовно да дојдат на пазарот? Ако до пред некоја година беа наменети за ентузијастите, сега кога станаа достапни и за другите купувачи, испливаа на површина нивните ограничувања во однос на практичноста и користењето. Сето тоа заедно со цените кои никако да паднат и традиционалната недоверба кон новите технологии придонесе во Америка само 34% од купувачите да посакуваат наредниот нов автомобил да им биде електричен. На интересно во анкетата што ја спроведе Reuters е што овој процент значително варира во зависност од политичката определба на испитаниците. 50% од демократите, 26% од републиканците и 37% од независните се гледаат себе си како идни сопственици на електрично возило. Но без разлика на тоа, 56% од испитаниците одговориле дека не би платиле повеќе од $50,000 за електричен автомобил, а 37% дека очекуваат минимална автономија од 300 милји, односно 480 километри. Но скоро исто така сакаат нивното идно електрично возило да може да помине барем 800 километри, а такво меѓу 80 на различни модели, кои во моментов се продаваат, има само едно. Според статистиката лани во Соединетите Американски држави од вкупно продадени скоро 14 милиони нови возила, само 5,6% биле електрични. Апсолутен лидер со 64% учество на пазарот е Тесла, додека второпласираниот Форд држи само 7,5%.